Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција не открива од која институција потекнуваат документите кои биле пронајдени во домот на потпредседателката на Собранието и пратеничка на СДСМ Фросина Ременски, осомничена во случајот околу финансиските малверзации во невладината Меѓународен сојуз на Боки 13. Алфа уште пред неколку недели побара одговор од оваа обвинителство дали документите потекнуваат од УБК, каде беше вработен нејзиниот сопруг пред да помине во Агенцијата за национална безбедност. Предметот за кој покажуваат интерес е во истражна постапка и активно се постапува по него. Одземените предмети се предадени на вештачење и се чекаат наоди од нив. Во интерес на непречено спроведување на истрагата, основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, во моментов не може да сподели повеќе детали. Вчера од истото обвинителство за порталот МКД потврдиле дека при претресот во куќата на осомничената пратеничка на СДСМ Ременски се најдени доверливи документи, но демантирале дека истите се од случаите Монструм Диво населје и преписки на поранешните први луѓе на Управата за безбедност и контраразузнавање во МВР. Обвинителството не сака да открие кои се институциите кои ги информирале за доверливиот материјал, кој најверојатно протекол од кај нив, но ниту демантира, ниту потврдија дека тоа се МВР и ЈНБ. Овие институции топката ја фрлија во обвинителството и побараа оттаму да бараме одговори за отворени истражни и предистражни постапки. Сопругот на осомничената пратеничка, Јовче Ременски, беше помошник директор во УБК. Според Законот за безбедност на класифицирани информации, доколку се утврди дека некој спротивно на законот постапува со доверливи информации, дирекцијата носи решение за престанок на важење на безбедносниот сертификат и пред истекот на неговата важност.